Локалната власт Исар прво сечат, после мерат, обвинија денес на прес штипските социјалдемократи. Пример за ова според нив е зоолошката градина во Штип. Таму прво се почнало со работа, а потоа се донела одлука за градба. Очигледно, одлуката на Советот на општината беше само алиби за покривање на неправилностите од работењето на локалната власт. Особено што целосно е нејасно како ќе управува јавното предпријатие ИСАР со овој објект, кога ниту е надлежно, ниту регистрирано за вршење на ваква дејност. Колку средства досега се потрошени за нејзина изградба и кој ќе ја понесе одговорноста за потрошените пари без одлука на Совет? Нова одговор стигна од Штипски ИСАР. Јавното предпријатие ИСАР е регистрирано за уредување и формирање на нови зелени површини, тревни површини, така да јавното предпријатие ИСАР од неодамна започна со уредување на зоопарк, зооградина, како сакате така може да се крсти. А додека досега се вложени некаде 450.000 денари во изградбата на зоопаркот, зоолошката градина. Дополнително ќе бидат обезбедени документите за регистрација, се опфатени во нашата програма во 2015 година, кога тоа ќе се преименува во зачување на животни. За разлика од ИСАР и локалната самоуправа кои правеле и граделе, СДСМ само задолжувала и заглавувала, смета Бојаджиев. Зедел кредит од 2.700.000 евра и направија огромна штета на општината, што и ден денес го враќаме тој кредит ние. Бидејќи нивните директори вратија само 28 милиони денари од кредитот. Инаку зоолошката градина која се гради на просторот Влахчеви Лозија е со површина од 5000 метри квадратни и во неја треба да се сместат 16 видови животни. Просторот го уредуваат општината и ИСАР, а животните треба да бидат донација од бизнисмените.